Колку ние ја добиеме поддршката на граѓаните на град Скопје, ние ќе влеземе веднаш во соработка со сите скопски градоначалници, со централната власт, со секој, како и со санирање на состојбите во комуналното предпријатие, за да се спречи дополнително продлабочување на оваа здравствена криза која се случува на град Скопје. Ова значи дека суетите политички веќе не смеат да имаат место во политичкото дејствување на градоначалниците. Некогаш сметам дека ние сме многу мала држава за да имаме волку голема политика. Ние имаме политика како нуклеарна сила да сме, а не како да сме 2 милиони народ кои може да се договорат, може да разговараат, но нашите политичари досега биле крајно суетни, затоа имаме ситуација како оваа ситуација во Скопје која ја доживеавме во изминатите 4 години, но и во многу други места и на други нивоа во Република Македонија, тоа мора да прекине. Треба да прекине перцепцијата за политичарите во Република Македонија како некоја абстрахирана елита која нема допир со граѓаните, затоа што градоначалниците пред се биваат избрани од народот на нивните општини, од нивните заедници, за да ги представуваат непосредно интересите на заедницата. А заедницата се случува помеѓу нас. Таа е во нашиот комунален простор, во просторот во кој што живееме, така да со ова што се случува со сметот, ние имаме апсолутен крах на локалната власт.